Спортскиот клуб за планинарски спортови, планинарење, планинарски велосипедизам и сноуборд Москито Кочани во текот на вчерашниот ден реализираше уште една активност од серијата активности во рамки на проектот Запознај ја убавата планина Осогово. Во соработка со Средното општинско училиште Љупчо Сантов, 30 на членови на ова друштво реализираа поход за запознавање со природните убавини и верските објекти на теренот од Кочанско и Пробиштипско со посета на манастирските комплекси во селата Пантелеј и Лесново. Планинарскиот поход започна од селото Пантелеј, каде што колоната планинари се движеше по патеката кон селото Рајчан и Кочанско, а оттаму преку Турско рударе до Здетово. По пат учесниците на маршот ја посетија црквата Света Богородица покрај Зетовската река, а во селото Лесново се запознаа со старата македонска архитектура, воденичките камења, манастирот посветен на Свети Гаврил Лесновски, а крајната цел им беше искачувањето на Илински врв над селото Лесново. Потоа по планинарската патека од Лесновскиот манастир, по стрмните предели на Осоговијата, планинарите се вратија во селото Пантелеј, каде што во попладневните часови заврши уште една планинарска акција по убавините на Осоговските планини. Следната своја активност спортскиот клуб Москито Кочани ја најавува со посета на гробот на Никола Карев, првиот претседател на Крушевската република кај местноста Свиланово близу селото Рајчани. На 27. април 1905 година на пат од Бугарија кон родната земја Македонија, херојски загина Никола Карев со својата чета борци. Инаку спортското друштво Москито Кочани преку своите проекти, логорување и семинари има за цел да ги едуцира младите и од нив да создаде вистински спортски планинари. Од наведените активности во месец октомври оваа година по пат на природна селекција ќе произлезат и првите млади ново создадени планинари на кои ќе им бидат доделени и членски книшки.